Работната група од проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, што веќе е навлезен во втората фаза, почна со подготовка на заклучоци и предлог мерки што би се вклопиле во постојните законски прописи, а чија цел е намалување и спречување на палењето на сламата и жетвените остатоци во Кочанско. Се одржа третиот работен состанок на кој представници од државните и локалните институции, од Центарот за развој на Источно-плански регион, невладени издруженија и земјоделци ги договараа можните решенија за ефикасно искористување на сламата и добивањето финансиска поддршка за набавка на механизација за нејзина преработка. Земјоделците се расположени или сакаат да најдат решение за овој проблем, бидејќи се соочени со не само со штетноста на палењето на страништата, меѓутоа и со казнени мерки. Општините се соочени со големи финансиски издатоци за гаснење пожари, шумарството со шумски пожари. Целата држава ги трпи последиците од ова неконтролирано палење, а палиме она што може да биде драгоцен производ во локалната економија, од една страна да се реши проблемот со отпадоците за земјоделците, да имаат и некаков приход од тоа, а од друга страна и општините да го анулираат проблемот со палење на страништата, а да го употребат овој производ, дали како енергенс, дали како биоѓубриво, како компост во своите производни капацитети. Во почетокот на ноември ќе се одржи завршниот состанок на работната група, на кој ќе се утврдат конечните предлози што како официјален писмен документ ќе се достават до Министерството за земјоделство и до локалната самоуправа. Тие ќе содржат мерки за субвенционирање на набавката на специјална механизација за сечкање и преработка на сламата, како и за вклучување во планските документи на општините, што се однесуваат на решавањето на проблемот со палењето на сламата и страништата. Проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет во Источно-плански регион се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а во координација со Фармахем Скопје.